врз основа на кој што го добил мандатот од граѓаните и до Уставот на Република Македонија врз кој дал заклетва дека ќе врши својата должност и функција. Втората работа што сакам да споменам е неговата политичка зрелост да го прифати референдумот како волја на граѓаните, да го зачуваат Уставот на Република Македонија таков каков што е, бидејќи неуспешниот референдум навистина е патоказ и за пратениците, но и за извршната власт и за председателот, дека мнозинството на граѓани не се согласува со наметнати решенија кои што власта се обидува преку уцени, амнестии и други политички пазарења да ги преточи во некој, речам, спротивен на волјата договор, спротивен на волјата народот, договор кој што го потпишале. И третата работа, она што посебно загрижува е, и денес за прв пат го слушнавме, во историјата на Република Македонија од еден председател на државата, дека тој и неговите соработници имаат сознанија дека врз основа на устна наредба Управата за безбедност и контраразузнавање ги следи комуникациите на председателот на државата, на неговото семејство и на неговите блиски соработници. Доколку е ова вистина, тогаш може да се смета како еден голем минус кој што создава правна несигурност и политичка несигурност не само за председателот на државата, туку и за секој еден политичар или граѓанин, затоа што би можел да биде, условно кажано, истиот или следниот кој што може врз основа на устна наредба да биде следен и неговите комуникации заради политички несовпаѓања или различни политики по однос на она што го спроведува извршната власт.